повторно назад во студиото и тука веќе е време за старт на последната тема, како што кажав, поврзана со човековото здравје, а ја реализираме и отвараме благодарение на убавата соработка која што ја имаме со Санте Плюс Хоспитал. Следните минути ќе бидат посветени на разговори, совети и стручни мислења поврзани со проблемот на инфертилитет и малку повеќе за биомедицинското подпомогнато оплодување, методи и постапки кои што се употребуваат се со цел нели да се дојде до решение кога веќе настанува ваков тип на проблем. Секако дека и во Санте Плюс имаат тим кој што работи се со цел да нели им помогне на луѓето кои што ќе побараат помош токму таму, на нивните пациенти, па нивните искуства и нивните знаења вие ќе можете да ги слушнете во следните минути. Мене ми е задоволство да им посакам добре дојде во студиото. Ќе започнеме од дамата. Доктор Лилјана Симјановска, која што е специјалист ембриолог и дел од тимот на Санте Плюс. Добре дојдовте. Добро најдов, благодарам. Да, и заедно со нас професор Славојко Сапунов, кој што е специјалист гинеколог акушер, исто така дел од тимот на Санте Плюс. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Мене ми е задоволство што сте мои гости и се надевам ќе понудиме убави одговори на големиот број прашања кои што верувам дека гледачите ги имаат врзани со оваа тема. Но само накратко барем на почетокот околу вашиот тим. Секогаш е важно човек кога работи да работи во една убава атмосфера, да има со кого да ги сподели своите стручни мислења и да има со кого баш она со заеднички сили да помага на своите пациенти. Како вие си се чувствувате на своето работно место и со своите соработници? Секако сам човек не може ништо да направи ако нема соодветен тим со себе, со кој што треба да соработува во секој поле, и на професионален па и на приватен некој пат план, така да ние соработуваме со колешката и на едниот и на другиот план, така да јас сум задоволен од нашата соработка и таа ќе продолжи понатаму додека да работиме заедно. Предпоставувам ќе се согласите? Исто можам да кажам дека е огромна чест и задоволство да се работи со професорот Сапунов со оглед на неговото огромно искуство во подрачјето и мислам дека заеднички можеме да реализираме успех во работата. Така да позитивни посакувани резултати. Да, позитивни посакувани. Да, не секогаш е лесно нормално да се постигнат, ќе говориме за тоа во текот на разговорот, но ајде да одиме поред и да ја поставиме пред се оваа тема. Проблемот со инфертилитет секогаш, ајде така да кажам, актуелен, бројките си говорат дека да, постојат доста голем број на жени кои што се соочуваат, односно парови кои што се соочуваат со ваков тип на проблем и еве да ги дадеме тие насоки и основни информации за каков тип на здравствен проблем зборуваме. Па инфертилитет е понов збор за еден збор кој што порано се употребува, а и се уште се употребува и меѓународот и во литературата, тоа е стерилитет, брачен стерилитет. Да. Стерилитет бидејќи стерилноста представува нешто дефинитивно, кое што е практично невозможно да се поправи, нели стерилност значи дека нема бактерии, нема микроорганизми и така натаму, така да тука не можеме да кажеме дека станува збор за таква една состојба и затоа е воведен зборот инфертилитет кој што укажува практично на неможност на жената да забремени и поред тоа што се трудат двајцата, дали се брачни или не се брачни партнери, тоа воопште не е важно, нели, во оваа работа. И ако се тие релативно млади и после година дена немаат успех во забременувањето, се означува како инфертилитет. Тој инфертилитет се дели на примарен и секундарен. Примарен значи кога жената воопште не забременила, немала никакви бременности, нити породувања, нити абортуси, нити вонматерични бременности, а секундарен значи дека имала некаква бременост претходно, така да спрема тоа и човек се владее во испитувањето на брачната неплодност. Иначе познато е дека некаде околу 10 до 15% од браковите се неплодни. Да, тоа се сепак сериозни бројки од една страна. Да. Во секој случај дека се менува начинот на кој што ние живееме, темпото на живот си диктира одредени нешта, се менуваме, но бројките си го говорат, пак ќе речам, своето. И сега веројатно е важно секогаш да знаеме како можеби ние со своите навики и своето однесување би можеле евентуално да спречиме еден ваков тип на проблем. Затоа може ли да ги лоцираме главните причини поради кои што се појавува инфертилитетот? Па сега воглавно се дели на две причини, односно три причини за тоа. Значи после односно од невозможност за забременување. Значи тоа се проблеми од страна на жената, одвоено, проблеми од страна на мажот и здружени проблеми. Значи има проблеми кај едниот и кај другиот брачен партнер.
Долги низ на години постоеше заблуда дека главен виновник за неплодноста е жената. Меѓутоа, испитувањето покажа дека не е тоа така и денеска горе-доле се разни проценти во разни овои публикации се различни, меѓутоа горе-доле тука се некаде сите се сложува дека некаде околу 38-40% проблемот е настануваат кај жената, исти таков проблем настануваат и кај мажот и некаде околу 20% тие се заеднички проблеми. Лоцирањето на проблемите треба да се лоцира што е можно порано, кога се две индивидуи сака да дојдат до забременување, односно да имаат да родат дете и тие би требало после, ако се до 35 годишна возраст, тие би требало после година дена, ако не се пази жената, би требало да дојдат на почетни испитувања, а во колку се над 35 години, во тој случај не треба да се чека толку долг временски период, се чека 6 месеци и веднаш потоа се започна со испитувањето. Како основни испитувања, значи кај секој еден инфертилитет, тоа е испитувањето на семената течност кај мажот, испитувањето ултразвучно на кај жената да се види големината, формата, обликот на матката, состојбата со нејзините јајчници и дали има фоликули, дали ствара или не ствара, односно дали овулира или не овулира, има и други начини за докажување на овулацијата и да се испита нејзината, ако е со семената анализа е се во ред, во тој случај се оди кон испитување на проодноста на јајцеводите или хистеросалпингографија се вика таа метода. Имам уште многу детали кои што ќе ги споделиме со нашите гледачи, само сакам тука некаде да ги потсетам дека овој разговор е од отворен тип, односно и самите вие можете да се вклучите во нашата програма. Еве ги телефонските броеви ги гледате испишани на екраните. Сето она кое што ви интересира е поврзано со оваа тема и имате можност да ги слушнете стручните мислења на моите соговорници. Добре дојдени сте да се јавите и да ги поставите своите прашања. Ќе продолжиме понатаму, сакаме ве сега малку повеќе околу повторно тие фактори за кои што допринесуваат за намалена плодност, овој пат малку повеќе од ембриолошки аспект, таа ваша страна и ваша, ајде така да кажам, специјалност ги имаме, па може ли еве со нас да ги споделите? Рекла дека нашата работа секако дека е тимска и од баш женските фактори воглавно ги утврдува гинекологот кој што прави комплетна слика за репродуктивниот систем на жената, но она што ние во лабораторија, да речам, го гледаме, тоа е квалитетот на јајцеклетките, а тоа директно кореспондира со е и индивидуално, но и кореспондира со возраста на жената. Значи, во лабораторија се гледаат половите клетки, се гледаат јајцеклетките кои што ги добиваме после стимулацијата, а кај мажот ги испитуваме секако сперматозоидите, во каква состојба се тие. Покрај бројчаната или спермограмската слика се добива во андролошката лабораторија, каде што покрај бројот на сперматозоиди важна е нивната подвижност, како и морфолошкиот изглед. И потоа следат тие значи, манипулативни техники, односно техниките на биомедицински потпомогнатото оплодување, кои што овозможуваат да она што не се случува во природата, да се потпомогне за да се случи и да резултира со една успешна постапка. Да, јас тоа го кажав во тој неформален наш дел, навистина многу очекуваат, верувам, пациентите од вас, тие кои што бараат помош и сакаат сето ова да има позитивен исход, но станува збор за еден цел и покомплексен процес кој што се надевам сега ќе го доближиме во овие минути. Повторно сакам да се навратиме уште малку околу тајмингот и моментот кога треба да се обратиме кај стручните лица за да започнат сите овие типови на испитувања. Се соочувате ли со многу примери каде што можеби паровите знаат да го игнорираат овој проблем? Дајде така да кажеме, изгубат можеби премногу време, не сакајќи да прифатат дека сепак некаков проблем постои и треба да се решава по ваков стручен пат. Па во последно време тоа е практично еден од честите проблеми кои што се јавуваат, односно луѓето кои што доаѓаат кај нас и бараат помош да им помогнеме.
а тоа е, значи, вие може да помолите на човек во одреден временски период од нивниот живот, од репродуктивниот живот нивни, меѓутоа вие не сте Бог, не можете да направите не знам што повеќе од тоа. Има многу брачни парови кои што доаѓаат десетици години се 15-20 години се во брак, а не е направено никакво испитување кај нив, нити на семената течност, нити на продноста на јајцеводите, нити било каква друга инвестигација направена. И сега они доаѓаат одеднаш пред вас и вие треба да го решите проблемот. Има и други случаи кои што касно стапиле во брак на 38-40 годишна возраст и тие од нивни причини па не доаѓале, немале потреба да го бараат, односно да бараат помош од гинеколог за оваа работа. Така да и кај нив се соочуваме. Меѓутоа мислам дека сепак еден основен проблем во денешното наше општество е што брачните двојки многу касно стапуваат во брак. Значи, тоа е дали темпото на животот, дали амбициите се преголеми денеска, дали не знам што да кажам, меѓутоа они чекаат да завршат, нели, зборувам за повеќе за жените, бидејќи кај нив е, да кажам, не са хендикепирани, него се лимитиран тој дел со годините повеќе отколку што е тоа, што не значи дека и кај мажот е бесконечно тој период на возможност за оплодување. И они, значи, завршуваат факултет, па сакаат сега имаат и постдипломски, мастери, па докторати, па вработување, стручни, така да. Па после па има партнер, па нема партнер и потоа а времето си тече, вие се може да купите утре, меѓутоа времето нити може да купите, нити може да го вратите. Затоа би требало што порано да се започне. И мој совет е да практично за женските мидови да веќе мислат на остварување на своето мајчинство и планирањето на своето семејство веќе после 26-27 година. Се надевам. Да не заборавиме дека нашите предци, нашите мајки, односно да не кажем и нашите баби, многу порано стапувале, 18-19 години стапувале во брак. Ајде сега имаме сега други са моменти, образованието е друго, начинот на живот е друг, меѓутоа веќе после 20 биолошкиот часовник си работи. Така е. Ете се надевам дека овој совет ќе им значи на оние што го следат разговорот, а добивам знак дека веќе имаме и прв гледач на линија кој што ќе ни се вклучи во рамките на разговорот, па велам добро утро за кого? Добро утро, поздрав до вас и до гостините. Благодарам. Поздрав и до вас. Направена сум операција, извадена ми од цистена јајник и тоа јајникот ми изваден, сега сум со еден јајник. После тоа бомбатерично каналите ми ги отстранија и сега спремав документи за инвитро и колку им се шанси да останам бремна со еден јајник и без канали. Вака, ќе ве замолам, бидете се уште на линија, дали може да замолам кај колегите во режија малку погласно да слушнеме гледачката, а вас ќе ве замолам, ако не е проблем уште еднаш да го повторите вашето прашање за поубаво да слушнеме се што ни дадовте како информации. Накратко, значи изваден ми е јајникот. Добро. А тубите исто така ми се отстранети, спремам документи за инвитро и сега полкавам шансите за да останам бремена со тие проблеми што ги имам. Добро. Сега ве слушнавме подобро. Благодарам вам за тоа што возраста, дали сте се уште на линија? Да, се уште сум. Која е вашата возраст, само уште таа информација да споделите? 28, а сопругот 38, 10 години разлика. Добро. Спермограмска анализа. Еве уште едно прашање, дали досега сте правеле спермограмска анализа, така? Можете? Да, на семената течност. Да, се е во ред, направено е, кажат се е во ред. Добро. Во ред. Ете, според овие податоци, барем накратко, можеби не конечен или финален одговор, но насоки, уште еднаш благодарам до вас што се вклучивте во рамките на разговор. Не само годините, не ги слушнав убаво. 28 години, а незиниот сопруг 38 години. Па има одлични шанси за бременување, бидејќи едниот јајник ќе се стимулира, тој ја презема практично на некој начин функцијата и на вториот јајник што го нема, така да она хормонски е комплетно, како се вика, задоволен организмот и зачувана е репродуктивната способност на јајчникот. Тоа што нема јајцеводи, тоа ќе се бајпасира, односно со методата на инвитро фертилизација. Секако незината возраст е опрашање, она е млада особа и би требало да има успех од IVF постапката.
Да, ете, кога се баш токму ваквите прашања присутни околу можноста, процентите, веројатноста, дали сите овие постапки ќе донесат позитивни резултати. Еве сега вам да ве прашам, и ембриологот врши, нели, проценка за еден евентуално успешен исход на целиот овој процес. На кој начин сето тоа го прави? Од ембриолошки аспект ние исто така се водиме, нели, врзана е возраста на жената со квалитетот на јајцеклетките и нивниот потенцијал за оплодување и понатамошно развивање во квалитетен ембрион. Значи, од наш аспект е важен тој квалитет на ембрионот, кој што доколку го задоволува, тогаш можеме да кажеме дека понатака добро би се имплантирал и тоа би резултирало со бременост и раѓање, нели, на дете. Се уште златен стандард во ембриологијата е морфолошката проценка на квалитетот на ембрионот. Не се постигна поголеми резултати, се уште ембриолозите тоа го прават широм светот, мислам. И покрај тоа што постојат други методи кои што се релативно инвазивни и скапи методи кои што можат да значи преку таа предимплантациона генетска анализа или тестирање да проценат дека се работи за добар ембрион, за здрав ембрион од генетски аспект, но тоа сепак е процес кој што е инвазивен и навлегува, значи се земаат клетки од него и тие понатаму се подвргнуваат на анализа. Во меѓувреме потребно да се замрзнат тие ембриони, па потоа се враќаат циљано тие што се добри. Неинвазивните методи не донесоа, барем за сега, али се работи. Многу се работи во тој поглед да се испитува преку метаболитите што самиот ембрион ги, нели, оддава во хранилиштето каде што обстојува, каде што се култивира, и тие можат, значи постојат обиди континуирано да се добијат индиректно податоци за квалитетот на ембрионот, и тука постојат и други некои обиди, како и доста се направи со внесувањето, нели, на во реално време континуирано следење на развитокот на ембрионот во тие, нели, неколку дена, 3 до 5 дена евалуација на самиот инвитро развиток и донесени се одредени заклучоци кои што се користат. Например, раните делби дека означуваат добар квалитет на ембрион. Има и други ознаки, но да не оптеретувам, али тоа е воглавно врз основа на овие показатели ние како ембриолози можеме да направиме одредена проценка за квалитетот на за исходот од самата постапка. Да. Исто така, али што се однесува па до методите, нели, воглавно се користи спонтанното оплодување, инвитро оплодување или IVF постапката, или интрацитоплазматското внесување на единечен сперматозоид, што е микроманипулативна техника, кога се зема квалитетен сперматозоид. Исто и тоа проценка е од ембриологот кој што го наблюдува морфолошки како изгледа и исто така го наблюдува движењето. Тие сепак морфолошки карактеристики на самиот сперматозоид го одбира и со него оплодува единечна јајцеклетка. Сега излезе скоро една голема студија од работена во Австралија, во Викторија, каде што сумирани се податоци од повеќе од 14.000 жени кои што поминале низ витро постапката и има работени се и со спонтано оплодување и со икси методата. Заклучоците од оваа огромна студија, би рекла, следена во 5 години од 2009 до 2014 со живородени деца од постапката, и заклучено е дека доколку не е индицирана, значи нема
нема машки фактор на инфертилитет и проблем со сперматозоидите, дека не е пожелно да се користи икси методата, иако голем број лаборатории вообичаено ја работат исклучиво икси методата без оглед на присуство или неприсуство на машкиот фактор. Така да, како одминува времето, значи во истражувањата, во сумирањето на податоците се доаѓа до поголеми сознанија и некој водења како би требало да се исправно работи. Да. Ви благодарам многу за убавиот начин на кој што сето ова го објаснувате, се со цел да биде поблиску до нашите гледачи. Секако пред да дојдеме до примената на сите овие техники за кои што зборуваме, не сакам да прескокнеме било кој дел. Вие ги споменавте сите оние испитувања кои што би требало да се направат и кај двете страни, ама генерално кога започнува еден целосен ваков процес, апсолутно дека мора да се објасни ништо се ќе треба нели да поминат овие луѓе за да дојдат до евентуално посакуван позитивен резултат. Тука вие ги имате сите тие први контакти, советување, испитување и така натаму, па може ли еве и од вас малку можеби попластично да објасниме како буквално започнува целата таа приказна и како понатаму се движат испитувањата и доаѓањето до тој момент кога се одлучува на кој начин ќе постапите вие? Па треба да кажам дека присапот кон секој пациент е поединечен, значи нема шаблон вие, значи некоја оквирна рамка постои, меѓутоа типот на испитувањето има одреден тип на испитувања кои се единични за сите пациенти, меѓутоа понатаму дали тие ќе задоволат критериумите за да влезе во постапката на инвитро или мора да се продлабочи во испитувањето, зависи од секој пациент поединечно, бидејќи секој пациент со еден друг пациент не е исто, некој има едно заболување, друг има друго заболување, некој има ендокрино заболување, некој има воспаление, трети има да кажеме правена е конизација доле претходно на грлото на матката, така да има сијасет на такви можности и комбинации на испитувања кои што треба да се извршат. Во главном, јас порано и бев и председател на комисијата за инвитро, односно за биопотпомогнато оплодување, за добивање на ваучери од страна на Фондот за здравствено осигурување. Тогаш направивме заедно со колегите кои што ја работат оваа проблематика, Сестина и од Ремедика, направивме еден правилник, односно што би требало се жената да има за да добие евентуално ваучер. Значи, основни испитувања кои што се барат при тоа ги има и на страницата на веб страната на Фондот за здравствено осигурување. Тоа се практично да имаат еден хормонски статус, тоа е зимање на крв од пациентката на измеѓу 3-тиот, 4-тиот, 5-тиот ден од почетокот на менструацијата, нели? И се испитуваат 6 хормона кои што ни се потребни. Во колку е жената во поголема возрастна група спаѓа, во тој случај мора да се земе уште еден хормон додатен, тоа е антимилериумот хормон, за да видиме каква е јајчниковата резерва во однос на преостанатите фоликули кои што останале евентуално останати се во јајчникот. Потоа се зима нормално како секоја пациентка која оди кај својот гинеколог бриз од Папа Николау е потребен да има. Потоа се зимаат цервикален и вагинални брисеви за бактериска флора, за хламидија, микоплазма, уреоплазма, некаде токсоплазма, цитомегаловирус се зима. Потоа се зимаат вирусни маркери за двата партнера, тоа е заради сигурноста на постапката и сигурноста на персоналот кој што работи со тој биолошки материјал, тоа е ХИВ, хепатитис Б и С и Васерман во многу земји се зима. Потоа потребно ни е една убава анализа на спермограмот, односно се направи спермограм, евентуално спермокултура во колку укажува спермограмот на одредени овие девијации. Пожелно, а и не мора да има пациентката хистеросалпингографија во зависност од нејзината возраст. Ако хистеросалпингографијата е во ред и ако е семенскиот материјал е окей, и ако пациентката е релативно помлада, во тој случај се бара да има 4 инсеминации, артифицијални инсеминации, тоа е со пратење на циклусот, дали е во спонтан, дали е во лесно стимулиран циклус, се прати растот и развојот на фоликулите во текот на тој циклус, се одредува денот на овулацијата и тој ден се прави со претходно обработена семена
течност, тоа ја прави ембриологот, нели, тоа ја припрема и ни ја дава и ни кажа со каков број на сперматозоиди практично ја инсеминираме таа пациентка и во колку на првиот, односно на второто инсеминирање бројот на сперматозоидите во таа количина е многу мала, некаде 0,5-0,6 кубен милилитар. Во тој случај, ако е испод 4 милиона, во тој случај не се прават понатаму уште две инсеминации, туку се прават само тие две доволно и тој пациентката ја упатуваме на инвитро фертилизација и сигурно дека треба да има еден, како се вика, ултразвучен наод на матката, на јајниците, со мерки да нема некои миоми, да нема цисти и потребно е да се направи еден 3, односно 4 дена пресек на ултразвучен, тоа е преглед на матката, да се види формата и обликот на шупливината на матката, да нема евентуално септум или да нема полип, или во колку тоа не е направено, ако е направена хистероскопија, тоа е пак една визуелна метода. Во тој случај со тие документи тие стартуваат во Фондот за здравствено осигурување, својата подрачна единица, тие ги праќаат во Скопје, од цела република ги собираат и тука колегите кои што се во таа комисија заклучуваат за, а вие знаете дека секој пациент има право на 3 бесплатни, односно вакви ваучера, а исто така сега постои поновиот закон што го донесува, тоа е законот да можат и оние кои што имаат едно дете да стартуваат исто така со ваучери за инвитро фертилизација. Да. Ете, тоа е убаво објаснет целиот процес на подготовка и она што е неопходно за да може да се применува ваквиот тип на оплодување. Ќе дојдеме уште малку и поконкретно до методите и постапките, но тука некаде ќе дадам повторно предност на нашиот гледач кој што добив знак дека чека на линија. Се надевам се уште сте овде. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, ве слушаме и повелете со вашето прашање. Вака поздрав и до гостите и до вас. Имам едно прашање. Значи имам до сега едно инвитро со 2 трансфера. Значи двата за жал неуспешни беа. Имам исто така направено и скречинг. Имам испитано и антитела. Значи нема антитела, се е во ред, кај нас е проблем од машки фактор. Значи природно фоликулите си растат од 1,4 до 1,7. Исто така, значи морфологијата е во ред, ама бројот на подвижни е намален. Што е причина што не може па да има успешно инвитро? Добро. Дали ни се потребни плюс информации? Бидете на линија, ќе ве замолам. Колку е подвижноста намалена, мислам како е процентуално, колку и колку е концентрацијата? Молим? А концентрацијата вкупна? 1,4-1,6. 1, Добро. Ако се ова доволно информација, јас ви благодарам многу што се вклучивте во нашата програма. Возраста? Да. Дали се уште тука гледачката на линија? Добро, се исклучи гледачката и не кажа својата возраст. Он е машки фактор и видете, кога се однесува до машкиот фактор, постојат и дополнителни некои методи кои што можат да се применат. Тоа е за сепарирање на апоптотичните сперматозоиди, тоа е едно дополнителен значи метод, исто така кај нив и одредени препораки и третирање. Јас претпоставувам дека сопругот на оваа пациентка веќе и земал некоја терапија и му била препорачано да зема некој од препаратите кои што делуваат на подобрување на квалитетот на семената течност. Покрај препарати кои што ги имаат тие елементи како што се витамини, потоа некои олигоелементи како цинкот, селенот, кои што се знае дека делуваат позитивно, потоа коензимот Q10 и се постојат на пазарот, значи такви препарати кои што се покажало дека го подобруваат квалитетот на семената течност, но воедно треба и самите пациенти да допринесат преку начинот на, мислам, лековите не можат, еве и оваа парафармацевтика не може чуда да направи, доколку вие на дневна основа се интоксицирате со нездрав начин на исхрана, со премалку движење, физичка активност, значи квалитетот на
на живењето е исто така, треба да се обрне внимание и е важно во самата оваа постапка, да кажам, и ние даваме совети на нашите пациенти да променат одредени навики. Тоа е пушењето кое што се знае дека негативно влијае, потоа употребата на синтетски овие обоени сокови, газирани, премногу се што бидејќи клетките, репродуктивните клетки се едни од најнежните. Тие добро е што се возобновуваат и со тоа можеме да постигнеме некој резултат, но тие се и доста сензитивни на сите токсини, на оксидативниот стрес што се доживува при внесување на хемикалиите, значи повеќе органска храна, да речеме, внесување на така и здрава храна, која што има исто е богата со масни материи. Од типот да се јадат, нели, ореви, лешници, такви продукти, авокадото е препорачано, потоа рибата во исхраната, овошјето, зеленчука, значи еден здрав начин на внесување на тие природни да кажам, витамини и материи кои што ги подкрепуваат квалитетот на репродуктивните клетки и се постигнува резултат. Со целото ова внимание, може би треба време и не треба да се обескуражува пациентката, дека треба да обрнат внимание, да сето тоа го применуваат, да дадат се од себе во тој поглед, значи и одбегнување на стресот или користење на спорт за да тој се амортизира, бидејќи целокупната состојба е важна на човекот и тоа често пати, значи вака многу честа е појавата на астенозооспермијата, тоа е состојба која имаме намален број на подвижни сперматозоиди. И тоа не е конечна, значи таа може да варира и да се промени и дури некогаш се добиваат и позитивни резултати со спонтано зачнување, мислам, може многу да се промени. Доколку не се работи за некоја генетска аномалија и тоа се испитува во МАНУ, во Истражувачкиот центар за генетско инженерство, таму имаме ние соработка и ги испраќаме материјалите кај потешките форми на олигоастенозооспермија и оние кои што и азооспермиите, и таму се откриваат микроделециите на Y хромозомата, се прават и пообсежни генетски истражувања, фамилиарни, и се следи каква е состојбата на тој машки фактор во пошироко. За поздравување работата, секогаш нели кога имаме прилика го споменуваме за тоа што навистина значено за сите нас, тоа што таму може да се добие како резултати, сознание и така натаму. Навистина многу брзо ми поминува времето со вас и ми е драго дека сте мои гости и бидејќи ни остана само неколку минутки за да го заокружиме овој разговор, еве со професор Сапунов јас би сакала сепак овој крај да биде позитивен на нашиот разговор и да даде, така да кажеме, на храброст на оние кои што треба да поминат низ целиот овој процес. Имаме ли сепак една убава бројка на успешни примери? Сигурно дека се дел од вашата секојдневна работа. Има, како нема. Па еве пред месец дена се породи една моја пациентка која што 2 пати јас сум ми правил инвитро фертилизација и третиот пат зачна спонтано, што да ви кажам, поголема. Друго сакав да надополнам колешката, кога се работи за машкиот фактор, потребно е кога се примаат овие терапеутски средства, тоа најголем број од нив се, како што спомна колешката, витамини, олигоелементи и така натаму, да се зима доволно долго, бидејќи процесот на сперматогенезата не е како кај жената. Ние дадеме еден лек за стимулација на овулација и веќе после 10 дена добиеме резултат. Кај мажот процесот е малку поинаков и подолго траен, така да минимум на терапијата кој што треба еден маж да ја прима, да почне да ја прима, за да види дали таа терапија делува на него или не делува, тоа е 3 месеци. Значи, отприлика толку трае и сперматогенезата некаде околу 90 до 100 дена. Така да, човек треба да биде само доволно упорен, да не притиска нас медицинските работници кои што работиме на ова поле, да ни досаѓа, да не заборава, зашто најскапо им е и најнедопатливо тоа е времето. Значи, да не заборава тоа.
Јас од срце вам ви благодарам за убавиот разговор, ќе ви посакам и во иднина успешност во вашата работа, заради тоа што нели ова е нешто што ги радува и двете страни. Се надевам дека за убави теми, за убави примери во иднина повторно ќе имаме можност да разговараме во нашата студија. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш од срце. Во Македонија денес тоа беа нашите почитувани професор Славеко Сапунов, специјалист гинеколог акушер, и заедно со него доктор Лилјана Симјановска, која што е специјалист ембриолог, и двајцата се дел од прекрасниот тим на нашите пријатели Санте Плюс Хоспитал. Пред сосема да се одјавиме и да го заокружиме денешното дружење, како и секогаш тука се спортските вести, па во следните минути да погледнеме што беше најинтересно и најзначајно во светот на спортот.